Вршители на должност наместо нови шефови во Скопското и Гостиварското висше обвинителство, бидејќи Советот на јавни обвинители остана без кворум поради хоспитализацијата на државниот обвинител Љубомир Јовески, па не ги избра првите луѓе на овие функции. Сега веде шеф во Скопје Мустафа Хајрулахи, а во Гостивар Виолца Омази. Тие ќе ја вршат функцијата се до назначувањето на нови, а седницата засега не е закажана. Кворумот беше проблеми за изборот на главни обвинители во основните, па и тука се постави вршители на должноста, и тоа во Битола, Велес, Гостивар, во Кавадарци и Куманово. Засега се чека и официјално да се повлече Фатиме Фетај од кандидатурата за шеф на Скопското висше обвинителство, како што најави во петокот, со што во игра остануваат само актуелниот Хајрулахи и обвинителот Бурим Рустеми. Не можам да ги прашувам луѓето зошто, како. Таа би, ако имала некакви притисоци, знам дека ќе ме прашувате за тоа, би требало таа не ја да ја прашате. И кои се причините за повлекувањето, сепак ќе ви биде од среда достапна. Фаик Арслани, кој беше член во Советот, поднесе оставка еден ден пред да се кандидира за шеф во Вишето во Гостивар. Оставката му беше прифатена минатиот петок, со што според председателот Јолевски биле отстранети и сите пречки. На Арслани конкуренција му се обвинителките Деса Пауновска и Душица Димитриевска. Не може да биде избран стој во законот. Додека му трае мандатот, тој веќе го нема мандатот. За избран стој таму, не за пријавен. Никако да се изберат ниту четворицата обвинители во организиран криминал, зашто веќе имаше распишен оглас. Изборот се одложуваше на неколку седмици и пропадна, за последно да пропадне и распишувањето на нов оглас. За новиот шеф пак на организиран криминал и корупција Ислам Абази, критики за транспарентноста и начинот на неговиот избор стигнаа дури од странските дипломати, но председателот Јолевски се оградува и не сака да ги коментира ставовите на американската амбасадорка во земјава, бидејќи вели тие се испратени кон политичарите, а не кон Советот.